Кочани годинава ќе биде домаќин на 49-то издание на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија, кој традиционално се одржува во овој град. Фестивалот според најавите ќе започне на 27 мај и ќе трае до 1 јуни оваа година. Ние сме веќе во завршна фаза околу моментот на пријавување на представите и достувањето на CD записите од аматерските драмски представи. Ние сме задоволни од одзивот на драмските аматери од Македонија и од странство. Инаку имаме една мала приметба која морам да соопштам, а тоа е дека има аматерски драмски ансамбли кои добија од Министерство за култура финансии за да подготват представа. Јас знам дека финансиите не се кој знае колкови, но сепак таа е можна корисна поддршка за еден аматерски ансамбл. Но тие скоро и не се јавија на нашиот конкурс, што мислам дека е нивна загуба. Бројката од 30 пријавени аматерски драмски представи за Вокочани на пред јубилејното, што би се рекло, издание на 49-то издание до година живи и здрави, го имаме 50-то издание на драмскиот аматеризам на Македонија, е навистина за почит. Има доста добри представи. Пристигаат сидињата веќе до крајот на неделата и до крајот на месецот ќе се оствари селекцијата, така да оваа година таа задача ја довери управниот одбор на Нина Николич, режисер од Скопје. Нормално течат подготовките, разговараме со Министерство за култура, разговараме со мотели, хотели во Кочани за да можеме да го организираме како впрочем и секоја година квалитетно представат. Ке имаме 5 фестивалски дена, во надпреварувачкиот дел се определивме оваа година на завршницата, сепак традиционално ни доаѓа факултетот за драмски уметности од Скопје, се надеваме година ќе оствариме соработка, веќе имаме некои контакти и тој ден да биде релаксиран за да можат они што добиле награди да бидат присутни во Кочани, да имаме една прекрасна завршна вечер на која ќе се слави уметноста, односно драмскиот аматеризам на Македонија. Од придружните манифестации Пенов најави одржување на неколку содржини и тоа. Станува збор за еден наш врвен критичар, за еден доаен на македонската театарска критика, за Иван Ивановски, кој доби за есеи критики минатата година. Наградата доби на Димитар Митрев, па се обидуваме да направиме еден портрет. Придружно може ќе се направи една изложба, дали тој ќе биде сега на фотографии или ќе биде изложба на некој ликовен уметник аматер, ќе се определиме до крајот на месецот или почетокот на мај, тоа ќе биде дефинирано. Повторно ќе имаме некоја соработка со Центарот за култура во Кочани, со драмското студио што го води магистра Александра Сандева. Ланска година имавме мојот прв цртеж на костими за театар. Оваа година ќе биде изработка на костими за театар, што е малку различно и оние што ја посетуваат школата, се надеваме да ќе дадат убави костими, ќе бидат однаковани од одредени представи кои прочем ги пратат и ги гледат. Годинешното издание на Драмскиот аматерски фестивал финансиски ќе го помогнат Министерството за култура на Република Македонија и општината Кочани.